Со манифестацијата Еко дефиле на велосипеди во општина Бутел завршија 10 денови на екологија во општината. Велосипедското дефиле беше реализирано од 70 на ученици, предводени од градоначалниците на град Скопје и општина Бутел, која поминаа делницата од општинската зграда преку улицата Натанаел Кучевишки, новиот дел од булеварот Христијан Тодоровски Карпош и преку улицата Цетинска, пошто повторно се вратија пред општина Бутел. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски во своето обраќање истакна дека е задоволство да се вложува во еколошката свест на најмладите. Имаме денеска голема чест и задоволство да учествуваме на нешто што во Бутел до сега го немало, 10 дена активности околу екологијата. Не случајно ние како општина почнавме вакви проекти затоа што рачунаме дека во текот на годината ќе имаме повеќе активности околу екологијата, нема да чекаме ден на екологија. Затоа и ова ни е едно новороденче кое што се надеваме дека во наредниот период ќе ни биде многу почесто, за да може да се учиме како со децата, така и во иднина со родителите околу се она што се случува околу нас. Заради тоа смисливме агенда 10 дена, денеска е последен ден, 10-тиот ден, имаме еко дефиле кој ќе го поддржиме со движењето на велосипедите и ние како представници на општината и на градот. Ќе се наградуваме за екострипови, затоа што имаме прекрасни екострипови кои што ги изработија нашите ученици. Голема благодарност и до градинката која што ни даде секојдневна поддршка во овие 10 дена активности за попълнување на еден дел од ритмичкиот дел и до средното училиште кое што иако не е општинско училиште се приклучи во нашите активности. Скопскиот градоначалник Петре Шелегов пак порача дека се чувствува многу убаво секогаш кога е на велосипед и кога е присутен на еколошки манифестации. Промовираме велосипедизам во градот Скопје. Велосипедизмот, освен што е здрава една навика, овозможува всушност и борба со аерозагадувањето. Употребата на велосипедите е секако алтернативен начин на сообраќај и многу побрзо, многу поеколошки може во урбаните средини граѓаните да се движат. Во секој случај ваквите манифестации, промоцијата на велосипедизмот придонесуваат и за подобрување на животната средина во која што живееме, меѓутоа и за здравјето на нашите сограѓани. Колку често возите велосипед? По зависност од тоа колку ми се можностите, најмалку еднаш до 2 пати неделно се качувам на велосипед и овдека дел од делницата доаѓањето моје на оваа манифестација беше со велосипед. Е добра, е здрава навика и всушност станува збор за дали човек сака да го промени начинот на живење. Значајна улога при мотивирањето на учениците да користат велосипеди имаат и наставниците. Оделинскиот наставник Мирослав Митиќ, кој самиот беше дојден со велосипед, вели дека често на своите ученици им го објаснува значењето на велосипедот. Дали наставниците ги советуваат учениците да возат велосипеди? Секако, секој ден, затоа што тоа е здраво. А дали вие наставниците возите велосипед? Како еве го мојот велосипед е овде. И јас денеска на работа дојдов со велосипед. Во рамки на манифестацијата беа доделени 3 награди за најдобрите основни училишта. Првото место го освои основното училиште Живко Брајковски, второто основното училиште Лиман Каба, а третото основното училиште Гоце Делчев. Првонаградениот и второнаградениот ученик за екострипот добија по 1 велосипед, а третопласираниот доби тротинет. Останатите ученици од другите 4 основни училишта за одработените теми во изминатите 10 дена добија благодарници и планинарски ранци.